Најпрвин добар ден на сите. Јас се извинувам што малку задоснивме на отварањето, но сакав да поминам во производствениот погон. Таму сретнав и мои другари кои што работат во Кемет и не можев да одолеам, а да не склопам барем еден дел. И навистина се работи за високотехнолошка компанија, која што работи со обучени вработени и која што работи со навистина и современи машини и алати кои што дели ја можев да ги употребам при кратката работа која што имав тука. Сакам најпрвин да му изразам почит на подпредседателот на компанијата Кемет Electronics, господинот Мајер. Со господинот Мајер ние си имаме сретнато 30 минути на еден единствен состанок кој што сме го имале и тоа беше доволно за да ја донесат финалната одлука за израда на втората фабрика во нашата држава. И за тоа сум многу благодарен. Сакам да ја поздравам и директорката на компанијата госпоѓа Илиовска, како и представници на корпоративниот менеджмент на Кемет Electronics. Но пред се, сакам да ве поздравам вас, почитувани вработени, бидејќи без вработени фабрика не може ниту да работи, ниту може да напредува. Почитувани членови на владата, почитуван директор на ТИРС, пред скоро една година, кога станав председател на владата, заедно со мојот тим мотивирано влеговме во нов почеток. Мотивацијата и тимската работа се клучниот фактор за успех на било кој колектив. Но пред се, тој мора да има стратешка цел и мора да има визија каде сака да се движи. Кога оговорам ова, не зборувам само за времето кога сум премиер, туку зборувам за целокупното мое искуство кое што го имам во професионалната кариера досега. За да може една компанија да ги оствари своите цели, пред се треба да води грижа за сите своји вработени, да ги разбере нивните потреби, да ги мотивира, зашто само така ќе создаде атмосфера во која што работникот ќе ја гледа компанијата како своја и како дел од себе. Јас 22 години поминав во приватниот сектор. 2,5 години работев во фабрика, исто како вас. И тоа беше прекрасен период од мојот живот. Затоа зашто кога работите во фабрика, вие секој ден создавате нешто ново. Секој производ кој што се создава, кој што излегува, го има вашиот личен печат на него. И тоа е најубавото чувство кое човек го има откако ќе заврши со работното време. Јас знам дека оваа фабрика ќе се развива, бидејќи внимателно ја следев презентацијата на директорот Мејер, и ако го погледнеме податокот за просечниот годишен раст на индустријата во која што тие работат, тогаш јас верувам дека набрзо после втората фабрика во Скопје ќе има и трета фабрика на Кемет Electronics. Тоа е прво затоа зашто пазарот расте, затоа зашто Кемет Electronics продава и произведува исклучително квалитетни производи и затоа зашто ние како влада ќе обезбедиме помош и поддршка тоа проширување да се случи тука кај нас, а не во некоја друга држава. Ми представува исто така чест што денеска сум тука во оваа компанија која што постои 85 години, која има централна улога во развојот на критичните технологии за развојот на новите индустрии во обновливите извори на енергија, во вештачката интелигенција, во електричните возила и во индустријата воопшто. Се ова што набројав се најновите трендови во индустрискиот и потрошувачкиот развој во светот. Во првата фабрика на Кемет Electronics, која што работи тука во Северна Македонија и која што произведува кондензатори за автомобилска индустрија, веќе работат 400 вработени, а според планот на компанијата кој што беше покажан, набрзо ќе има и 500, 600 и 700 вработени на среден рок. Во втората фабрика пак, каде што се предвидени 360 нови вработени, одлуката на компанијата да го прошири производството баш тука кај нас во Северна Македонија, да изгради нов производствен капацитет и да обезбеди нови вработувања, е потврда за добрите економски политики кои што ние како влада ги имаме и секако економски политики кои што не се однесуваат само на поддршка на инвеститорите, туку се однесуваат и на поддршка на вработените. Бидејќи политиките кои што ги имаме за поддршка на инвестициите се насочени и кон зголемувањето на платите на вработените, и последните зголемувања на платите токму и тука во Кемет Electronics
покажуваат дека тие даваат резултат. Дури и кога зборувавме со синдикатите, кога преговаравме за зголемување на минималната плата во компаниите во технолошко-индустриската развојна зона и кај членките на Стопанската комора, воопшто не беше тема на преговори, затоа зашто самите кажаа дека тоа не е проблем да се направи, со оглед на тоа дека и тие самите, и менеджментот, и собствениците на овие големи фабрики сакаат вработените да земаат што поголеми приходи, бидејќи така и нивните компании раснат. Ние во текот на изминатиот период поминуваме навистина низ големи кризи. Прво беше девастирачката ковид корона, која што ги затвори пазарите, која што ги отежна каналите на снабдување, и затоа како влада помогнавме со една запирка 2 милиарди евра во справувањето со истата на најналивите категории на граѓани, на компаниите за задржување на работните места, на компаниите за задржување на ликвидноста, за да може после тоа да продолжат со работа. И се потврди како исправно, бидејќи сите фабрики во државата после корона кризата продолжија со работа и со зголемено производство. Но потоа дојде енергетската криза, војната во Украина, повторно затворање на пазарите и уште полошо зголемување на цените на енергенците, на суровините, зголемување воопшто на трошоците на живот. И тогаш, и сега, и на почетокот на годината, и сега, повторно имаме пакети за помош, антикризни пакети за најранливите категории на граѓани, за оние кои што имаат најниски пензии, кои што имаат ниски примања, кои што не можат на вистина од ранливите категории на граѓани да отстварат дополнителен приход. Тоа се самограни родители, лица со попреченост, пензионери со најниски примања и така натаму. И сметам дека треба да бидеме солидарно општество и сите да помагаме. Но таа помош доаѓа од вас, кои што работите во приватниот сектор. Јас секогаш повторувам, вредноста во едно општество се креира во приватниот сектор. Бидејќи вие сте тие кои што создаваат вредност, вие сте тие кои што плаќате даноци, вие сте тие кои што ја креирате вредноста и профитот на компаниите од кои што се плаќа данок на добивка. И затоа, вработените кои што работат во приватниот сектор, секогаш ја имаат мојата најголема почит, бидејќи и јас 22 години бев дел од приватниот сектор. И ако ги погледнеме бројките, кои што ги покажа директорот за Кемет, има еден многу важен податок. Кемет Electronics има годишни приходи, кои што групацијата, кои што се поголеми од годишните приходи на македонскиот буџет. И тоа го прави со 45.000 вработени. Нашиот буџет има нешто помалку од приходите колку што има Кемет Electronics, но тоа го прави со 3 пати поголем број на вработени. И затоа сметам дека на нашата држава и треба реорганизација на јавната управа, и треба усогласување со најдобрите принципи за управување, за менеджмент практики, со цел да стане поефикасен и попродуктивен сервис на сите граѓани на државата. И тоа е уште една причина зашто секогаш велам дека вработените и работниците во приватниот сектор се тие кои што креираат секогаш поголема вредност и поголема продуктивност за државата. Јас нема да должам уште многу, за Кемет Electronics може многу да се зборува, меѓутоа приказната за Кемет Electronics најдобро ја кажуваат нивните купувачи и оние во чии што финални производи се вградени производите кои што вие ги правите. Од Тесла до Бош и до други врвни светски брендови. Она што можам да кажам е дека државата секогаш ќе биде тука за сите работници, секогаш ќе биде тука за сите пензионери, за сите граѓани на државата, затоа зашто нашите граѓани тоа го заслужуваат. И финално, сите ја гледаме вредноста на отвореноста на нашата држава. Сите ја гледаме вредноста на нашите добри пријателски односи и со Соединетите Американски држави и со Европската унија. И сите на крајот на денот ја гледаме вредноста на тешките одлуки кои што ги носи владата на Северна Македонија. Затоа зашто само со такви тешки одлуки, со лидерство, со водство на својот народ може да се стигне до големата награда. А големата награда е членство во Европската унија. Европска унија концепт на здружени држави во кој што има социјална правда, во кој што има економски напредок и во кој што има демократија. Тоа е тоа што нашите граѓани
го заслужуваат. И тоа е тоа за што вреди да се бориме, тоа е тоа за што вреди да се носат добри одлуки, да се носат тешки одлуки, затоа зашто на крај на ден таа голема награда е членство во Европската Унија, да се биде на иста голема маса заедно со сите држави во Европската Унија и да имаме посреќен и побогат народ на оваа генерација и на идните генерации. Ви благодарам и ви посакувам многу здравје, успех и среќа.